Ова е прв играч по Горан Пандев и Аца Стојков кој што оди директно во еден серија А тим без да има тука некој измеѓу. No pressure. No pressure, Тома. No pressure to. Да. Штом ги гледате овие две лица, веќе знаете добро за што се работи. Добре дојавте во уште едно ново видео на YouTube каналот на Скратен Корнер и уште една нова епизода на 5 работи кои ги научивме оваа недела. Здраво, Филипе. Здраво, Кириле. Како Епизода број 12, Ти ги така? броиш? Па ми се чини. Да, 12, ама драго ми е дека ги 12 броиш. стигнав, да. Само една без тебе, ако добро памтам. Мислам дека се повеќе. Ама неважно. Да? Само нека тераат. Да? Нека има. Добро, Да. добро. Така. Драго ми е што си редовен тука на панелот веќе во овој наш сегмент. Драго ми и мене што сум редовен. Фала што ме викате. Дневница знаеш од мај. Да почнеме ли со муавети, бидејќи имаме Ајде, многу теми за го. покривање. Не се многу, 5 се. Ама да. Добро. Работа број 1, што ја научивме оваа недела, е тоа дека Чеферин ги доби одново изборите на УЕФА, останува на претседателската функција и тргна со формирање на нов тим околу него. Досегашниот претседател на Италијанската фудбалска федерација, Габриеле Гравина, е избран за еден од двајцата заменици претседатели Да. на Чеферин и покрај него и Лора Мекалистер, екс фудбалерка од Велс. Кумри. Кюмри, да, не знам ни да го изговорам како што треба, Сам ама јас пробам. драго ми е. Нови 4 години за словенечкиот претседател на УЕФА, Да. Бивши кривичар. бивши, Така да, некако? кривично право, нешто такво слично беше. Да. Валјда заслужено. Мислам дека одлично си ја вршеше до сега својата Така. работата. И мислам дека со право е изгласан одново на функцијата претседател на УЕФА. Да, со него се уште овие двајца. Едниот е доскорашен претседател на на Италијанската фудбалска федерација. Се уште е актуелен, бидејќи се уште уште нема е. преземено функцијата заменик претседател, но веројатно откако ќе преземе ќе треба да се одбере и наследник негов во Италија. Да. И другиот Другата. подпредседателка е како што кажам Лора Мекалистер, таа е доскорашен, веројатно и се уште е, заменик претседател на женскиот фудбалски комитет на УЕФА. Така. На Бивша Буба. капитенка на репрезентацијата Да. на Велс, позната фудбалерка за оние кои што ги следат тие женски фудбалски кругови. Да. Сега, нашиот заклучок за Чеферин, мислам дека сме на истото околу него, дека добро си ја работи работата, сега тоа е субјективно, нели, секојаш, бидејќи го гледаме оно кое Апсолутно. што ние сакаме да го видиме. Меѓутоа, нели, да истакнеме дека тој беше тој кој што ја запре Суперлигата од формирање, тој беше тој кој што застана цврсто зад ставот дека тие клубови кои што се за Суперлигата треба да имаат некакви реперкусии, некакви казни и слично. Имплементираше неколку нови начини на пресметување на финансискиот ферплеј во Европа, малку повеќе сигурност влеа, барем така велат газдите на клубовите, малку повеќе финансиска сигурност влеа во помалите лиги и го отвори просторот за повеќе, да речеме, клубови од мали лиги или од помалку финансиски моќни лиги да можат да се надпреваруваат во Европа. Да. Така што вака според портфолиото за само 4 години Направил доста. направи доста, Да. но и 4 години најави дека ќе се бори и понатаму против Суперлигата. Да, имал излагање свое на за вчерашниот конгрес. Мислам дека беше вчера, ние сме Вчераш. имаме четврток, да, Да, среда мислам среда, дека да. се одржуваше. Траел, нели, излагањето? Да. Така, излагањето траело некое време. Ја тргнав на страна, односно сакав да издвојам неколку негови
коментари, као извадоци, Имаш и би сакал цитати? да го цитирам. Да. Супер. Што мислам дека е важно за фудбалот во Европа во моментов. Ајде. Вака, јас ќе го цитирам Чеферин. Ова се извадоци, значи не се по ова следство, но ги насобрав на едно место. Ова е од вчерашното излагање, така? Да. Добро. Да, од вчерашното излагање траеше подолго време, ова се некои извадоци. Да, ајде. А, Вака, ќе бидам најбрз што можам. Фудбалот е огледало на општеството, неговиот облик низ Европа е драстично видоизменет, клубови биваат купени од инвестициски фондови, некои локални идентитети се губат, потрошувачката добива нови невидени размери, одредени клубови се водени со премногу ризик, значи дури помалку и блесаво, што е спротивно на логиката и принципите. Се соочуваме со глобализација која галопира и се што таа подразбира. И ризици и придобивки. Една работа која не смееме да ја заборавиме, а тоа е дека никој не смее да помислува на фудбалот како нешто друго, наместо тоа што всушност е спортот на луѓето. И тоа секогаш ќе стане така. Мораме да го пукнеме тој мит дека приватизацијата е незапирлив процес. Како што гледаме, представува сегашна опасност, но заедно можеме, а и неизбежно е, да ја свртиме насоката на историјата. Домашните лиги мора да останат фондацијата на овој спорт, тие се столбот на нашиот модел. И ние го знаеме тоа. Мислам дека точно со последнава реченица ја доловуваш поентата зашто јас и ти сме насочени кон тоа да извлечеме заклучок дека добро работи. Затоа што го става фокусот на локално пред глобално. Да. Односно го интензивира сваќањето на моментот дека не може да ги ставиме на глобална скала сите клубови во Европа заради различните финансиски барања во различните пазари. Така, успех финансиски за клубот Македонија не е ист како што е успех финансиски за клубот Шпанија, како што исто така не е ист успехот финансиски за клубот Англија. Да. Се надевам дека нели ќе продолжи ова негово инвестирање во grassroots и во развој на домашен фудбал и во развој на локален фудбал, бидејќи тој верува дека единствено така со зацрстување на основата може да се направи добра структура нагоре. Да, дефинитивно. Во секој случај добро е што се најде решение за таа дупка во позицијата заменик председател на УЕФА. Таму каде што досега седеше Андреа Ањели, некогашниот собственик на Јувентус. Сега нели доаѓаат луѓе кои што двајца кои што треба да продолжат да ја мислам слична е функцијата, не е истата функција практично, ама е слична функција, сакам да кажам во самото тело на УЕФА. Повторно ќе има некој од Италија, но некој кој што се нема извалкано своето CV со нешто како скандал. Да. Поддржувачите на Јувентус не би поздравиле ова промена и ова назначување на господинот Гравина. Така. Бидејќи нели тој ги атакуваше сега со скандалот со Ањели, тој беше веројатно главната причина за скандалот во годинешниот во Јувентус и знаејќи однапред дека Јувентус, Реал и Барса се некои едни од клубовите во Европа што се најголеми симпатизери на идејата за Суперлигата, ова не е случајно што нели. Да, баш таму е промената. Да. Ги нарече на истиот овој конгрес ги нарече Јувентус, Барселона и Реал Мадрид мршојатци на европскиот фудбал. Едноставно вика сакаат ништо да не остане под нив за тие да можат да ги соберат само остатоците, што е многу суров начин на управување на еден фудбалски клуб. Нели, замајќи предвид дека целата поента на било кој спорт е враќање назад кон заедницата, бидејќи за неа постои. Ако никој не го гледа, нема за што да постои. Му посакуваме среќа на Чеферин, така? Да. За Јувентус е само што мислам дека поинтересна ситуацијата од таа за Реал и Барселона, бидејќи може да се каже дека Реал и Барса се нели најдоминантните шпански клубови
И може би има и некој фактор, сакаме поголема конкуренција во таа фаворизирана нивна, знаеш, одлука дека се за Суперлига. Овде некако Јувентус не е тим што се издвојува, што е цела декада прв во Италија, па Па сега не е, до пред 3 години беше. сега не е. Да, затоа аргументот малку од Јувентус ми е така. Малку послаб во однос на другите, но Чеферин одлучува за Да. УЕФА и Да. И Габриеле Гравина е нов заменик председател на УЕФА. А кога сме кај него, тоа не Добро. носи до темата број 2, односно работа број 2 која ја научивме оваа недела е дека Лукаку повторно ја имаше главната улога во дербито на Италија. Во италијанскиот куп се сретна екипите на Јувентус и Милан. Надпреварот заврши со резултат 1:1. Се оди на реваншот на 26 април, значи со нерешен резултат. Меѓутоа, тензиите при крајот на надпреварот беше нештото што најмногу ќе го запаметиме од овој дуел. Ромелу Лукаку, Самир Хандановиќ и Хуан Квадрадо добиваат црвени картони во оние тензични моменти што се случија по пеналот на Лукаку. Скандирањето од публиката не помогна очигледно за смирување на страстите и еве имаме уште денеска реперкусии за играчите. Квадрадо паузира 3 надпревари, Лукаку и Хандановиќ по 1. да, мораше да се доделат некакви казни после таа вечер и до негде, што знам. Имаат смисла овие вакви, по 1 и по 3. Без да бараме премногу смисла дали имале или немале, тензичен надпревар, важен, купот многу им значи и на Јувентус и на Интер. Ова е првиот меч од двобојот, значи имаме уште и во Милано да се одигра. Така. Наредниот. Лукаку веројатно со самото влагање имал некој остар старт. Така? Лукаку да, не беше на Влегол. теренот ни 3 минути, кога направи еден многу сериозен старт сега таму до кој да беше момакот од Јувентус, кој што беше некој од младиве беше. Само ако стоеше на ногата, дефинитивно ќе му ја скршеше. Мислам, човек со таа тежина, ако отиде со клизач со отворен ѓон, сигурно ја крши. Добро е што овој ја дигна ногата на време и некако испадна Лукаку да го промаши и за стартот доби само жолт картон. Ама тензично беше од самото негово влегување. Да. И расистичките извици од фановите, од некои од фановите од Јувентус, на Јувентус не помогнале за да нема некој немил настанок градно над преварот. Да, расизмот нема место во фудбалот, тоа е многу јасно. Апсолутно. Тоа ќе го повториме по кој знае кој пат на ова наше шоу. Нели, не само што нема место на стадионите, нема место воопшто, ниту во фудбалската дискусија, ниту во било никаде, кој аспект од фудбалот. Она за кое што мора да го пофалиме Јувентус е дека во минатото многу добро се покажува со вакви расистички испади. Имаат технологија на стадионите за препознавање на лица, веднаш се санкционирани личностите, забранет им е влез. Јувентус се еден од најодговорните клубови во Европа општо по поглед на прашање околу расизмот. Да. Супер се поставија и кога Погба добиваше вакви испади, кога имаше публиката над Погба, истото беше и со Мојсе Кин, истото беше и со Лукаку. Сега единствено да ќе добијат веројатно извини забрана за на стадион. Добија веќе. Значи еве не ни супер. 24 часа понад преворот веќе се откриени, забрането им е пристап во наредни како беше 10 години, нешто такво, така што Да. Има граници, значи така. не може да дивење на трибини. Тоа е можеби претерано. можеби јас би го додал само тоа дека мене ми е многу чудно како Лукаку е во главна улога секојаш кога има нешто што не е поврзано со фудбал. И ми е тоа веќе чудно. Whatever works. Мислам, како да кажам, дека на Италија, на стадионите во Италија, дека има расизам, апсолутно, како и на секој стадион, веројатно го има. Дека тоа е многу мал број од најувачи исто така.
Да. дека пред само 2 недели на Костич и на Влаховиќ им вика Гитано Сербо и слично, а и помина незабележано, исто и тоа е важно. Денеска дури Мирети, играчот на Јувентус, праша на Инстаграм. Океј, да, сум за поддршка, нема место расизмот во фудбалот и сето тоа, меѓутоа, каде беше реакцијата кога, еве, 2 недели поред, на база на национализам, беа малтретирани Влаховиќ и Костич, никој ништо не рече. Реакцијата на Лукаку, според мене, исто така и таа нема место на фудбалски терен. Премногу често му се случува. И како е можно единствениот играч кој што и во Вест Бромвич Албион, и во Евертон, и во Манчестер Юнајтед, и во Челси, и во Интер, секаде тој имал проблеми со публиката. Мислам дека има еден момент во сезоната на Лукаку, каде што лошите перформанси му сметаат премногу, егото преовладува, кревкото его преовладува и се крши до такви, смеам ли јове потези, да отпоздравува некои си индивидуалци во публика кои што платиле пари да го гледаат него. Мислам дека е тотално без респект и нема потреба да ги прави тие провокации, бидејќи гледај, пред 2 години во дербито со Милан истото го направи со Ибрахимовиќ, му се изнареди, не мајка, не шајка, значи му кажуваше за дека ќе ја заколел, дека главата ќе му висела. Слушај ги сега изјавите што им ги кажува на играчите од Јувентус. Лукаку е тој кој што треба реално да добие најголема суспензија, ако веќе зборуваме за некој кој што е иницијатор на сето ова и кој што не престана. Јас го разбирам гневот, ама Хандановиќ доби тупаница во фаца, па не покажа толков гнев. Така? Да. Океј. Да, е многу подло од Квадрадо. Не смееш да си дива. Квадрадо е таков, да. Мислам, сега не е ова како критика према него, ама го знаеме 10-15 години веќе. Да, демек се расправа, па као заврши расправијата и на чао го оттурна као. Да. Добро. И него оттурна, туку му се лизна веќе раката на ке лице. И после тоа и случајно или не случајно не изгледаш уго. Да. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Сакаш да продолжиме кон малку посветли теми? Имаме тако? Па имаме, да, сигурно. Имаш уште нешто да додадеш за дербиво на Италија? Ќе биде многу интересно на 26 април. Да, 26 април е реваншот. Тоа ќе биде надпревар за гледање. Ако не следиме италијанско, да си ставиме нотификација за... Апсолутно, да. Како и да е, ова не беше единствен куп кој што се играше неделава. Куповите ни донесува многу возбуда, работа број 3, тука ќе кажам, која што ја научивме оваа недела, е дека на Реал Мадрид му е доволен еден надпревар за да помине двобој. Карим Бензема со нов хет-трик во Ел Класико за конечен резултат од 4:0 во реваншот од полуфиналето на шпанскиот куп. Елиминирана Барселона, Реал Мадрид оди на Осасуна во финалето и на прилично лесна задача пред нов трофеј. Да. Во секој случај полесно од ова полуфиналнава. Добар тајминг за ваков печат. Да. И во Шпанија и во Европа, бидејќи ги очекува дуел со Челси. Да. Да, во полуфиналето од Лига на шампиони. И дополнителна горчина за кон Барселона, кон навивачите на Барселона, бидејќи иако се шампиони во Шпанија, да, овој пораз од 0-4, 4-0. Нема се заборави лесно. Тоа е тоа. Ја гледав утакмицата, единствено можам да кажам дека Реал се базираше на против игра. Значи, поентата беше да не се дозволи на Барселона да игра, а Реал да го казни она што може да го казни. Значи, не е дека имаше тука некаква си конкретна структура или било што. Едноставно мислам дека Анчелоти им веруваше на тие 11 играчи што ги пушти на терен, им рече: "Токе, вие сте премногу добри играчи за да не може да го добиете овој дуел. Правите што правите, ама добите го." Камавинга на левбек, Алаба на стопер, Рудигер комплетно надвор од составот и тие беа измените и веројатно Родриго место некој Крос, некој везен играч. Не играше Крос.
Играа Играше Крос, Крос? Валверде и Модрич играа. Да. Па Валверде од нели Не Валверде. десен напаѓач, десен Така. крилен. Играше Прекомандуван на неговата природна Да, позиција во наместо- средината, а Камавинга наместо беше повлечен назад во така. и Чуамени беше седнат на клупа, бидејќи ваков надпревар веројатно не е за него, друг тип на играч му требаше некој да, како да. Валверде. Камавинга беше левбек. И Алаба повратник, да. Да. Кажеш. Ги растрчаа на секаде. Мислам, после тоа во собликувалната имаше едно многу добро видео со Анчелоти кај што им вика: "Еј, денеска победивте 4-0, а утре имате слободен ден." И овие сите се како Пресрегни за еднаш да го дочекам за тоа. слободен. Заслужено. Да. Да. Тоа е тоа околу куповите. Јас не би навлегувал премногу, единствено можеме да спомнеме дека Баерн испадна од куп неделава. Да, извини, само заборив да кажам Слободно. дека Бензема овој дел од годината, значи и лани и ова околу Рамадан, некако има екстра гир. Ако Да. се Урми и млеко диета, озбилува, другари. да, као му годи овој период. Многу повеќе продукција има, ако добро памтам и лани. Да, и лани тоа беше Поефикасно. баш залетот кој ги налета сите Сити, Челси, Да, значи спремен е за спремене. Да. уште една Лига на шампиони, уште еден трофеј. Па како му тргнало, Спремен да ги предводи Реал кон дурачки. Ќе ги оставиме возбудувања од куповите и за друг некој муабет, бидејќи финалињата се тек пред нас. Ама сакам да се префрлиме малку во единствените што играа лига сред недела. Премиер лигашиве. Премиер лигашите играа лига, тоа му донесе уште една несреќна вест на Греем Потер и уште едно отпуштање во Премиер лигата, што не носи до четвртата работа која што ја научивме оваа недела, а тоа е дека во Премиер лигата имаме рекорден број на отпуштања во една сезона, а тек сме на почеток на април. Да. Дури 12 отпуштени тренери, Да. звучи... И уште една промена која не беше отказ, нели? Да, тоа не Потер по договор заеднички од Брайтон во Челси првиот пат за некои скромни 21,5 милион фунти. Да, сезона за паметење во Премиер лигата по по негативна статистика. ова, да. По ова одбележје многу промени. Да не ги читаме сите. Кажи ми вака што мислиш, кои беа најочекувани, најнеочекувани? Аха. Ајде, Вака. Натака може... Па може, апсолутно. Да, бидејќи интересно имам мислење за неколку од нив. Почнавме со Скот Паркер, првото отпуштање во сезоната од Борнмут, уште Да. како беше некое 12 коло, нешто Да, такво. извини пред да Да. Ај, сори. Не, кажи си. Многу рано него, као после 3 надпревари, после Сити, Арсенал и не знам уште еден преак тим. Зошто толку рано? Не знам, а многу рано доби отказ, тој? Мислам дека влечеше уште од минатата сезона со тоа што не беше како шампион на чемпионшип и сето тоа, туку беше нели можда заради тоа, Добро. ама веројатно и од причина што Бурнемут беше свесен дека нема да е Скот Паркер тој што ќе ги однесе до опстанок. Не знам. Не го сметав како премногу сурово, мислам дека беше само една логична одлука да нас ни треба подобар тренер, тоа не е Скот Паркер, толку само него го отпуштаме. Најсурово вака ги гледам листиве тука, сега гледај. Од две причини многу сурово ќе го напоменам ова, Антонио Конте. Знаеш зошто? На многу добра позиција се во сезоната, го отпуштија откако им ја кажа вистината. И сега ми е малку смешно. Не е дека не би го отпуштил, тој немаше однос со облекувалната и сето тоа, ама Да. причината е дека Тотенхем покажа со тоа дека реално ние не сакаме да правиме голем клуб, сакаме Хари Кейн да е среќен. Да. Тоа е еден начин да се Да. да се каже ова. А најзаслужен од сите овие мислам дека Джеси Марш, мислам дека во ниту еден момент не беше тренер кој што е способен да води премиер лигашка екипа. Мислам дека беше лани она што го направи, нели, опстанокот на Лиц беше на чиста среќа, на две онака плукнати резултати, оној пресврт со Евертон што го направија и тоа е тоа. Мислам дека беше најоправдан отказ, Лиц може само подобро од него. Тоа е тоа. Да. За тебе?
Најочекувани, што знам, можеби Лампард, Нейтан Джонс. Леле, го заборав баш. Не знам, и ова со Греем Потер беше некој веројатно интересен експеримент, ама многу испод и тие веќе ниски очекувања. Да, беше поставен да не успее, некако... Да. Го зборевме тоа минатата недела, нели на минатава епизода, го спомнав тоа дека јас мислам дека ќе му дадат шанса на Потер, бидејќи тој не е тој кој што ги зезна работиве. Да. Мислам дека ако веќе го правеа овој проект Челси со сезоната, не требаше да му се даде на Потер шанса, ама мислам дека исто така е единствениот што беше доволно луд да се нафати, како што и сега Веста со Лампард. Единствен кој што е доволно луд да се нафати да менаџира 36 играчи во состав. Да. Сите од кои што им е ветено првотимско место. Сакав само да спомнам дека Дейвид Мојс со Весхем имаат ужасна сезона. Онака огромен пад од сезоните во Европа. Да. Нели, у топ 7, Да, две години сезони поред. Да, сега се на дното. Ама Дейвид Мојс има заслужено силна доварба тој и има позадина. да, и он ќе остане. Да се надаме. Што знам. Мислам дека ќе му ја дадат сезоната во конференциска лига да ја заврши, каде и да ја заврши сезоната во конференциска лига, потоа ќе биде отпуштен. Да. Мислам, тоа е мојата верзија на станите. Не е Мориньо па да го отпуштат пред финале, да. Добро, многу повеќе за оваа тема во нашиот муабет со Владко во видеото на Скратен корнер, поодбарајте го на нашиот канал, ќе го најдете тука некаде. Ние преминуваме кон последната тема за денеска, една тема што ни е исклучително драга, што би сакале да ја покриеме и се спремавме од почеток на неделата за ова. Работа број 5 која што ја научивме оваа недела е дека младиот македонски фудбалер Тома Георгиевски од фудбалската академија на New Stars се сели во академијата на Милан. Огромна вест за македонскиот фудбал, поради тоа што ова е прв играч по Горан Пандев и Аце Стојков кој што оди директно во еден серија А тим без да има тука некој измеѓу. No pressure. No pressure, Тома. No pressure, Тома. Да. Филип, завршивме со темите за денеска. Да. Добра епизода, фала ти на дружба. Шо знам, било и боле. Па било и боле, апсолутно. Можеше капчето. Не се шалам. Јој ќе осеќа, така да. Тука некаде ви посакуваме и на вас пријатен остаток од денот кога и да го гледате ова. Ако е премногу доцна, не заборавајте да се напиете вода пред да заспиете, да не дехидрирате во сон. Ако е рано наутро, онда ставите екстра лажичка кафе во кафето за да ве расони. Филип, ти благодарам што беше моето еспресо вечерва. Нема што да додам, ова е некај од јавата. Фала на вниманието. Фала ви. Peace.